Ќе продолжиме со Петровото, второто Петрово послание. Во изминатите неколку изучувања ќе видовме основните вистини на кои се доверуваме и во текстот што пред нас, што ќе го разгледуваме оваа вечер, апостол Петар ни кажува зошто можеме да бидеме сигурни дека тоа се навистина вистини. И тоа е многу важно прашање, да бидеме уверени, зашто многу вистини претендираат дека се вистини. Верувам дека на секого му се случило, кога ја споделува својата вера за Христос, во Христос, да чуе реакција од соговорникот, во стилот мене ми е драго што ти веруваш во Исус Христос, меѓутоа јас најдов духовен мир во нешто друго. И навистина има луѓе кои се наоѓаат себе си, или така велат, во некој друг религиозен култ, во некој центар за реализација, центар за градење на внатрешните способности и така натаму. И ако се обидете на таквите луѓе, да им споделите сведоштво, лично сведоштво за тоа што Христос направил за вас, за променетиот живот во Христос, тие ќе ви кажат, мене ми е драго што Христос ти помага, меѓутоа и јас наоѓам помош во она во што верувам. И навистина, луѓе кои посетуваат курсеви за медитација или пак кои одат во центарот за саентологија, Хабардовиот центар, каде што преку техники, преку курсеви ги развиваат своите способности и успеваат во полињата во кои се посветени, тоест веруваат дека имат божествени способности во себе и ги развиваат. Ако разговарате со нив, ќе чуете големи сведоштва. Пример, може некој да ви каже како станал најдобар пријател со таткото, со кого 10 години сакал да се види. Може некој да ви покаже Мерцедес и да каже со години сакав да имам оваа кола, ама медитациите и техниките на Саи Баба ми помогнаа конечно да ја добијам колата. Че има такви сведоштва. Реални се. И сега ако е така, ако и тие имаат сведоштва, дури за променет живот, како може да разбереме дека нашата вера во Христос е вистинската вера? Дали нашите лични сведоштва се доволна основа за нашата вера? Дали се доволна основа за вистинитоста на нашата вера? За да нема недоразбирање, верувам дека верата во Христос, вистинската вера во Христос, треба да доведе до променет живот. Треба да доведе до лично искуство. Меѓутоа, потребно ли е нешто повеќе од личното искуство? Дали е доволно? Мислам дека искуството не е доволна основа за верата. Зошто искуство имаат и мормоните. Лично искуство имаат и сведоците на Јехова. Лично искуство имаат и будистите. И тогаш нормално се постава прашањето како можеме да бидеме сигурни дека нашето лично искуство во Христос, дека вистините на кои се доверуваме се вистината. Е вистина. Апостол Петар во текстот што го прочитавме спомнува два аргумента, спомнува две основи кои се вградуваат во темелот на нашата вера. Во текстот што го прочитавме, тој говори за апостолското сведоштво, за искуството што апостолите го имаат со Исус Христос, а од 19 до 21 стих, тоест во последните 3 стиха од првата глава, говори за старозаветните пророци, за пророчките откровенија кои се запишени во Словото, а кои сведочат за Исус Христос. По вечерва ќе посветиме внимание на апостолското сведоштво, на апостолската основа на нашата вера, а следниот пат ќе видиме за што пророците говорат и како пророците не утврдуваат во вистинитоста на верата. Како можеме да бидеме преку нивните откровенија сигурни
дека нашата вера е вистинска. Че го прочитавме стихот, овие последни 6 стиха од првата глава се вовет во она што апостол Петар ќе го говори во втората глава. Втората глава тој отворено ќе се спротистави на лажните учители. Лажните учители кои пред се го негирале повторното доаѓање на Исус Христос. Че во многуто нешта во кои тие излегуваат со нови учења и во многуто нешта во кои го одрекуваат учењето на апостолите, главното ова послание, на крајот гледаме, е негирањето на Христовото повторно доаѓање. И затоа на крајот гледаме дека тие иронично прашуваат, поставуваат прашање каде е ветувањето за Христовото доаѓање? Или тој требаше да дојде? Од кога умреа нашите татковци, светот си е ист од создавањето. Ништо не се променило. Го нема ни Христос. Кај е ветувањето за неговото доаѓање? И апостол Петар одговара на ваквите провокации, на ваквите негации, вели, ние ви покажавме силата на доаѓањето на силата и доаѓањето на нашиот Христос, не преку измислени приказни, туку самите бевме учевици на неговото величие. И овдека, тоа што го пишува во сите тие претходни стихови, основите на верата, како што кажавме, првите 9 стиха, се вистини. И почнува со збор што зашто? Сето тоа што ви го напишавме, сметаме дека е вистина. Ви го представуваме како вистина, зашто сето тоа не е измислено од нас, не се приказни. Ние сме очевици на сето тоа. Не кажуваме некакви измислени работи. И ако се сеќавате, 15 стих завршува со неговото ветување дека ќе се потруди да ги подсетува на тие вистини дури по неговата смрт. Тој ќе се труди постојано да ги подсетува на овие вистини. Зошто? И овде вели, одговара зошто ќе ги подсетува. Зашто ние ви ја покажавме силата и доаѓањето, и не е тоа измислена приказна. Ќе ве подсетуваме на овие вистини, ќе се трудам постојано да ве подсетувам, зашто јас ви кажувам што сум видел, а не нешто што е измислено, не некаква бајка. Затоа, вели, ќе се трудам постојано да ги спомнам овие работи. Ајде да видиме како тој го представува ова сведоштво. Сведоштвото на апостолите. Апостолите јасно негираат дека шират приказни за Исус Христос. Вели, што ние вие покажавме силата и доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос, не преку измислени приказни, туку самите бевме учевици на неговото величие. Сега, не е многу јасно дали апостол Петар овдека се заштитува, дали одговара на обвинувања од лажните учители. Тоест, не е јасно дали лажните учители го обвинуваат Петар и апостолите дека шират измислени приказни, или пак апостол Петар прави разграничување, сака да каже, нашето сведоштво не е измислена приказна за разлика од учењето на лажните учители кои шират измислени приказни. Од историјата знаеме дека и двете работи се вклучени овдека. Лажните учители, гностиците, го негирале учењето на апостолите, тврдејќи дека апостолите шират заблуди. За разлика од учењето на гностиците, кои по мистичен пат има откриено на тие учители, специјални гностици учители. Тие добиле некакво специјално знаење кој останало сокриено за апостолите. А па додека апостол Петар вели, ние немаме некакво мистично тајно знаење. Ние ви окажуваме тоа што лично го видовме и го слушнавме. Ние сме сведоци, ние сме учевици. Интересно дека овдека апостол Петар наеднаш во 16 стих ја променува формата на изразување, за разлика од
стиховите 12 до 15, во кој цело време говореше о прво лице еднина. Јас ке се трудам, јас ке ви подсетувам, јас ке ви спомнувам, јас ке ви припомнувам, јас ке ви држам будни и така натаму. Веднаш овдека го променува изразувањето во прво лице множина. Со што сака да каже? Додека јас ке се грижам да ве подсетувам, мотивот е, бидејќи имаме многу сведоци, сите ние апостолите сме сведоци за оваа вистина. Тоест, јас ве подсетувам не на некаква моја измислена приказна, туку на вистина за која има многу сведоци. Она што конкретно овдека го опишува апостол Петар, преобразувањето на гората, е настан за кој се очевидци не само тој, туку Јаков и Јован. Затоа и ствартување сака да даде уште поголема тежина. Не е тоа мое индивидуално знаење, како гностиците кои тврделе дека секој лично го добил тоа специјално откровение. Апостол Петар вели, не е тоа некако индивидуално субјективно откровение. Тоа објективна вистина која знаат сите апостоли. Друго нешто што можеме да видиме е јасно разграничување од одрекување. Значи, ние говори за очевидци и говори за измислени приказни. Значи, говори за историски настани, на кои тој е очевидец, заедно со апостолите, и говори за измислени приказни. Секогаш имало измислени приказни. Во целата историја на црквата, целата историја на човештвото, можеме да кажеме, се явувале луѓе кои претендирале дека имаат некакви специјални способности, специјални знаења кои ги немаат другите. И тие со своите специјални знаења можат да помагаат на другите. Тие се супер луѓе во некој поглед, повеќе од другите некој поглед. И тие луѓе, се разбира, помагаат. И обичните луѓе бараат помош од луѓето со специјални знаења или специјални способности. И денес ги има. И гледаме дека, ќе видиме ние во втората глава, апостол Петар спомнува за тие луѓе, конкретно за некои карактеристики на тие луѓе, они што имаат специјални способности сакат да профитираат од тие способности. Ќе видиме ние во 15 стих, специјално говори за нивното користолюбие. Тие претендираат дека имаат специјално знаење, но за да го пренесат тоа специјално знаење, треба да им биде платено. Гледаме понатаму во 14-18 стих во втората глава дека како и денес ги злоупотребуваат следбениците дури и сексуално. Затоа се неморални. Заробени се во своите телесни страсти. Во 19 стих гледаме нивните големи ветувања всушност остануваат празни, нереализирани. Јасно разграничува приказни од вистини, факти. И тука употребен зборот митос. Митос, кој во древноста, во еленистичката култура, овој збор е користен за расказите кои ги опишуваат животите на боговите во грчката митологија и сите оние настани таму. И за поголемиот дел од општеството во тоа време, кога ќе се кажало митос, малкуми не верувале дека тоа се вистински настани. За нив тоа биле раскази во кои не се историски реални, но во кои има некакви морални вистини, така да кажеме. И вели, но во Новиот Завет, веќе, овој збор митос, кој честопати е употребуван, посебно во посланијата на апостол Павле, со овој збор јасно се разграничува учењето на апостолите од лажните учители. И кога ќе каже митос, кога ќе се спомне зборот мит или митос, во Новиот Завет, посланијата, веднаш во асоциацијата што се прави во умот на читателот е лажно учење. Измислени учења. Например, во посланијата што со Гаго го изучуваме во неделите, во Тимотеевото првото послание, уште на самиот почеток од 4 и 5 стих апостол Павле предупредува да им заповедаш, на Тимотеј му заповеда, го предупредува да му заповедаш, да им заповедаш на некои да не проповедаат друго учење, да не се занимаваат со басни. И тој збор басни
всушност е зборот митос. И тој се повтори понатаму во посланието, во 4 глава, 3, 4, 7 стих, на Титмо го пишува истото во 1 глава, 13, 14 стих и така натаму. Значи, вистината е поставена во контраст со митот. Додека митот е измислено учење, во голема мера за некаква лична полза на оној што го шири, имаме вистина, која е откровение од Бог. Во Стариот Завет преку пророците, во Новиот Завет основното откровение преку Исус Христос. Зашто тоа е вистината. Исус се представи како вистината, вели, јас сум вистината, јас сум патот, вистината и животот. А вистината пак, кој е Христос, ни се открива преку апостолското сведоштво кои беа заедно со Исус. Беа учевици на неговиот живот, на неговото учење, на она што тој го проповедаше. И затоа апостол Петар вели, нашето учење не е мит, не е измислена приказна, туку е документирано, нешто кое е видено, нешто што е слушнато, нешто што е преживеано. Понатаму апостолите велат, или во своето сведоштво, поставуваат акцент на личноста на Исус Христос, кој е прославениот Син Божи. Тој говори за велелепната слава на Исус Христос, во која дојде висок глас. Ова зборче, нели, зашто тој приме чест и слава од Бог Отецот, кога од велелепната слава, или во велелепната слава на Христос, велелепната слава, му дојде ваков глас. Ово е мојот возлюбен син, со кого се исполнува мојата добра воља. Велелепната слава е славата на Христос. И овој збор не се употреба многу често. Ова е третата употреба во Новиот Завет. Во целиот Нов Завет само уште 2 пати. Еднаш е употребен за самиот Бог во Лука 19 Лука 9 глава и еднаш е употребен заради измама во Ефес, кога апостол Павле го проповедаше Евангелието и многу луѓе почнаа да се свртуваат кон Исус Христос. Таму имаше еден златар, Димитрий, денес е свети Димитрий, меѓутоа не сите што го носат името Димитрий биле добри луѓе. Тој бил изработувач на идоли посветени на Артемида Ефеска, заштитничката на Ефес. И бил загрозен неговиот занаед, бидејќи луѓето почнале да се обраќаат кон Христос и да одбиваат да купуваат такви идоли, и тој го свикува народот, почнува да го бунтува против Павле и во еден миг, за така да го подигне чувството за припадност кон Артемида, ја нарекува Великата Божица, и тука употребен овој исти збор, велелепна или мегалопрепес. Обично царевите биле наречени Мегалос. Александар е Мегалос. Меѓутоа, мегалопрепес е веќе нешто многу повеќе. Не е само велик, туку е величествен. И оваа фраза се употребува за Бог. И овдека во овој стих е употребена за Исус Христос. Тој е велелепен, има велелепна слава. Зошто го пишува ова апостол Петар? Го спомнува овој настан, преобразувањето на Исус Христос на гората. Тој самиот беше учевидец на тој настан. Сака да им каже на читателите, на луѓето до кои што пишува и да одговори на лажните учители. Ние бевме сведоци кога се преобрази Христос. Во Матеј е запишено тоа, се преобрази пред нив, лицето негово светна како сонце, а лишата му стана бели како светлина. И тогаш се откри велелепната слава на Исус Христос. Ајде да го разгледаме малку овој настан, да се подсетиме на овој настан, зашто е важен. Овој настан е во суштината на овој текст. Овој настан се случува веднаш од како Исус Христос им откри на учениците која ќе биде неговата судбина во Јерусалим, тоест која е неговата намера. Боже, што ќе се случи? Тој им кажа јасно за прв пат дека треба да биде предаден од свештениците, дека треба да биде хулен, мачен, убиен и да воскресне.
И кога учениците го слушнаа, тој план не им се допадна, зашто пропадна нивната замисла за Христос кој седи на Давидовиот престол и управува, и Петар отворено рече, нема да го дозволам тоа. Тоаш Господ Исус го укори, му рече, бега од мене, Сатано, и ги остави збунете учениците, уште повеќе ги збуни кога им кажа, кој сака да ме следи, треба да го земе својот крст и да го носи секој ден. Така завршува тој нас. И веднаш во продолжение даде едно ветување, што беа збунети, некако да им ја открие вистината, да им стане појасно. Им кажа, вистина ви велам, тука стојат некои што нема да вкусат смрт, додека не го видат Синот човечки како доаѓа во царството свое. Како Синот човечки доаѓа. Тоа е клучното. Исус им рече, некои од овие ученици овдека ќе видат како јас доаѓам во своето царство. И што се случи? После неколку дена ги зеде со себе Петар, Јаков и Јован и на планината на преобразувањето се случи тоа што се случи. Тој се преобрази и таму Отецот рече, ово е мојот возлюбен син, во кого се исполнува мојата волја. Со други збори сака да каже Отецот, се што кажа Исус Христос Месијата е мојата волја. Тоа дека треба да биде предаден, да умре и да воскресне е мојата волја. Тоа е навистина Месијата. И уште една работа, учениците да ја видат Христовата слава. Тоест, да можат да го видат Божото царство. Како Христос доаѓа во Божото царство. Тоест, смртта на Исус Христос не е крај. Тој ќе дојде во неговата слава, како што го гледаме. Учениците го гледа Исус во неговата човечка природа. Христос, Синот Божи, за да го спаси човештвото, го остави велелепието, славата, божествената слава, ја остави на небото. И дојде на земјата и стана слуга. И не само што стана слуга, отиде на смрт. И овдека, за малку, за неколку мига, не знаеме за колку време, се открива онаа слава што Христос ја остави на небото. Учениците можеа да ја видат Христовата велелепна слава, божествената слава. Зошто? За да бидат уверени, утврдени во вистината дека Христос доаѓа во Божото царство. Доаѓа. Неговата смрт не е крај на постоење. И ова овдека што е запишено всушност, основата на целиот текст е да се покаже неговото повторното Христово доаѓање. Зошто, како што веќе нели кажавме, лажните учители го негирале повторното Христово доаѓање. Тие се исмевале. Кај? Ветивте дека ќе дојде, се уште ги не. Зашто ние ви ја покажавме силата и доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос. Се некои овдека сметаат дека овдека апостол Петар говори за првото доаѓање на Исус Христос. Бидејќи неговата сила се покажа преку чудата, на преобразувањето, преку воскресението, вознесението и така натаму. Меѓутоа, зборче што овдека употребувам за доаѓање е парусија. И секаде во Новиот Завет овој збор се употребува за второто Христово доаѓање. Секаде во Новиот Завет, каде што овој збор е употребен. Исто така, гледаме дека кога говори за доаѓање, кога се говори за доаѓање во посланието, во ова послание, сегаш се мисли на второто доаѓање. И тоа е основниот проблем, како што гледаме. Така и завршува посланието. Со утврдување, тоа е со докажување или некако заштитување на учењето од страна на апостол Петар дека Христос ќе дојде, кога им одговара на лажните учители на нивното иронизирање на второто Христово доаѓање. Значи, темата овдека и овој стих, овој настан е даден заради второто Христово доаѓање. И апостол Петар им вели, ние сме сведоци дека Христос го најави неговото повторно доаѓање на планината на преобразувањето. И христијаните, секој вистински христијан верува во тоа. Може да имаме несогласувања околу начинот како ќе дојде, кога ќе дојде,
некако дата, никој не го знае, дали пред неволи, дали за време на неволи, дали пред 1000-годишно царство или така натаму. Но кај вистинскиот христијанин не постои сомнеш во поглед на Христовото доаѓање. Секој што поверува во Исус Христос има таа блажена надеж дека Христос доаѓа во сила и во слава. Во Тит, 2 глава, 13 стих, вели дека христијаните гледаат кон блажената надеж да се јави славата на великиот Бог и Спасител, нашиот Исус Христос. И тоа не е минорна тема. Тоа е главната тема всушност во Новиот Завет. Ако не се согласиме со оваа тема, треба да отврлиме голем дел од Евангелијата. Треба да отврлиме голем дел од посланијата, голем дел од книгата Откровение. Затоа, како откупени следбеници на Исус Христос, треба да живееме во таа секојдневна надеж. Натома апостолите истакнуваат дека се учесници или учевици на велелепието на Христос кој се откри при гората на преобразувањето. Тој настан, како што кажав, е истакнат овдека. Зошто токму тој настан? Зошто апостол Петар го избира токму овој настан? За да им докаже на лажните учители дека е очевидец на второто Христово доаѓање, т.е. очевидец на вистини во кој можеме да бидеме сигурни, дека не се измислени, туку се реални. Христос ја откриваше својата слава уште од крштевањето, па потоа преку многу настани, па преку смрт, преку воскресението, преку вознесението и така натаму. Но Петар го избира токму овој настан, зашто тоа е единствениот настан во животот на апостол Петар до тој момент во кој тој го виде Христос во неговата слава. Другите апостоли има и други можности. Например, Стефан, кога беше мачен, каменуван, и погледна кон небото, го виде Христос во неговата слава, како стои од десно на престолот. Апостол Павле ја виде Христовата слава кога одеше кон Дамаск. Светлина го заслепи. Потоа пишува во 12 глава на 2 Коринтини дека бил вознесен на небото и таму чул гласови, зборови кои човечко уста не може да ги изговори. Имал искуства со Христовата слава. Јован на островот Патмос го виде прославениот Исус Христос. Апостол Петар, единствената можност која барем ние ја знаеме и ја запишена во Словото, е планината на преобразувањето. И тој тогаш го виде Христос како божествен. И она што сака да каже апостол Петар како одговор на лажните учители е: јас сум очевидец дека Исус Христос е божествен, зашто јас ја видов божествената слава. Јас сум сведок на божествената слава. И не само тоа. Повторно, мотивот е второто Христово доаѓање. Таму, на планината на преобразувањето, на гората на преобразувањето, се случи една мала пророчка најава за тоа како ќе изгледа Божјото царство кое ќе дојде. Исус им вети дека некои што се овде, меѓу учениците, нема да видат смрт додека не го видат Божјото царство како доаѓа во сила и слава. И всушност, сцената на планината на гората на преобразувањето е најава на Христовото доаѓање. Е најава на Божјото царство кој доаѓа во сила и слава. И апостол Петар им одговара на лажните учители. Јас сум очевидец дека Божјото царство доаѓа во сила и слава, дека Исус Христос доаѓа во сила и слава. Ние видовме сцена од тоа доаѓање. Ние видовме како, кога се најавува некој филм и ти гледаш мал дел од тој филм, и знаеш дека е снимано, знаеш дека тоа доаѓа, дека ќе биде, дека е реализирано веќе. За апостол Петар доаѓањето на Божјото царство е факт, зашто тој видел сцена од тоа Божјо царство. И затоа го вклучува овој текст овдека, како аргумент против лажните учители за вистинитоста на верата
која ја представува во првите стихови на ова послание. Учењето кое тој го проповеда, учењето кое го остава, учењето на кое не подсетува е вистина. Тој е очевидец на тоа учење. Не е измислена приказна. Преобразувањето на Христос не е измислена приказна. Тој го видел тоа преобразување. Тој го видел Христос во божествената слава која е оставена, а тој со смртта само оди да си ја врати божествената слава и го очекуваме неговото доаѓање во таа божествена слава. Да го казни злото, а да ги испави праведниците. Исто така, кога говориме за овој настан, интересно е дека Господ Исус Христос зеде само тројца. Јас верувам дека ако лажните учители имаат таква можност да се представат на некаква слава, тие ќе го направат тоа јавно сите да ги видат. Дури денес, особено пред избори, ако некој има можност да покаже некаква сила и слава, ќе ги наполне автобусите од цела Македонија со сендвичи, ќе ги вклучи сите камери и ќе се покаже. Господ Исус Христос не само што само тројца зеде, туку им кажа, тоа што го видеа таму, до неговото воскресение, да не го објавуваат на никого. Зошто? И зошто токму овие тројца? Само пред неколку дена Господ Исус му рече на Петар, бега од мене Сатано. А пак само пред неколку дена Јаков и Јован бараа врски преку нивната мајка да бидат главните во идното царство на Исус Христос, заседнат од десно и од лево. И Господ Исус ги зеде токму овие тројца. Зашто, всушност, тоа беше на потврда дека познавањето на Исус Христос не е поради некакви заслуги, како што смета агностиците. Тоа по благодат, по милост. Агностиците сметале дека имаат специјални знаења зашто се нешто повеќе од другите, дека заслужуваат повеќе од другите. А Господ Исус Христос, овдека Петар тоа сам си го открива, мене никаквиот ме избра да ја открие својата слава. Зашто Бог по милост и благодат го прави тоа. Познавањето на Бог е по милост и по благодат, зашто Бог решил да не се открие. А во исто време пак, ова беше за смирување на учениците, на другите ученици, да се справат со суетата и со она нормална реакција која доаѓа кај секој од нас. Кои се пове? Зошто токму овие тројца? Што се тие повеќе од нас? Па ним да им се случи тоа. Нели, ние така реагираме многу пати. Зошто токму него Бог го избра? Зошто токму нему му даде? Што е тој повеќе од мене или од другите? Навистина, овие тројца не беа ништо повеќе од другите. И тоа треба да го прифатиме. Другите не се ништо повеќе од нас, меѓутоа Бог решава ним да им открие некои работи, а ние да веруваме во смиреноста и да го прифатиме Божиот избор. Тоа е. Бог е суверен и Бог избира. Бог избрал на апостолите да им го даде, да им се открие и да им даде вистината. Тие се учевици. Ние денес велиме, зашто мене не ми се открива денес? Зашто мене не ми излезе сега Христос да ми каже, еве бе, јас сум, ај сега да ти покажам кој сум јас. Не, Бог во неговата сувереност решил на Петар, Јаков и Јован да им се открие. А другите ученици треба смирено да поверуваат во она што им се откри на Петар, Јаков и Јован. И тие поверуваа и пишуваа за тој настан. Лука пишува за тој настан. Иако никош не бил таму. Чул од Павле. Павле чул од апостолите. Треба ние да поверуваме. Бидејќи Петар вели, јас го видов тоа и Петар, меѓу другото, умре проповедајќи ја таа вистина. Никој не би си го дал животот за измислена приказна, за бајка, за мит. Петар си го даде животот, доброволно реши да биде воскреснат со главата надолу, зашто веруваше во вистина, на која што беше сведок, не на лажно учење. Никој од гностиците, никој од следбениците на гностиците не би отишле
во устата на лавовите, знаејќи дека сето тоа што го проповедаате измислена приказна. Што е верата? Како на крај да заклучиме. Некои веруваат, сметаат дека верата е само слеп скок во неизвестноста, надевајќи се дека Бог ги сврти работите на добро. Јас верувам дека Бог ни дава доволно факти за да застанеме на една цврста основа, стабилна вера, не на неизвестност. Неразумно е да се доверуваш на нешто што противречи на фактите, спротивно на фактите. Што би кажале за човек кој верува дека ќе може да полета со авион без крила и без мотор? Би си кажале, ова е нешто му фали на овој човек. Ние може да се довериме на авион за кој знаеме дека ги има сите делови, се што е потребно да лети. Имаме доволно, предоволно имаме, да се довериме на вистинитоста на учењето на кои што ни го даваат апостолите. Зашто тие се учевици на тоа учење, но не се бајки, не се измислени приказни. Ние имаме овдека сведоштво од човек кој 3 години, повеќе од 3 години бил со Исус Христос. Човек кој можел да ја види да го види Христос во сета негова човечност, во сета негова човечка природа, да го види уморен и гладен и жеден. Но исто така Петар можеше да го види и обожествената природа. Може да види како храни 5000 души, може да види како оди по вода, го види како се преобразува на планината, го види како воскреснува мртви, го види како самиот воскреснува од мртвите, како се вознесува и како ангелите ветуваат дека истиот Христос ќе се врати повторно во слава и во сила. Имаме аргументи доволно. Затоа е важно прашањето на што се доверуваме? На измислени приказни или на тврдењето на очевидците? Дали нашата основа на животот, дали нашата филозофија на животот е проверено преку лични искуства на луѓе кои може се вистина како сведоштва, дали е вистинска основата на нивната вера? Дали нивните сведоштва се само некакви психолошки преживувања, можеби и сатански дејства, или пак се втемелени на сигурна основа која ни оставиле апостолите, очевидците. Има различни учители и денес како и во минатото. Плодот покажува на крајот на краиштата. Апостолите беа спремни, не само што беа спремни, тие отидоа во смрт заради верата. Дали се поклонуваме пред Исус Христос кој што е Господ и Спасител? Аргументи, како што видовме, како што рековме, има повеќе и од доволно. Нашата вера не е неразумна. Нашата вера е разумна. Нашата вера е втемелена на докази. Докази кои ги даваат сведоци. А секогаш доказот на сведокот е најсилен во секој процес. Ние имаме не било какви сведоци кои своите сведоштва ги потврдија со своите животи.